Бугарска црнина на розевите очила на македонските политичари, секоја одстапка кон источниот сосед, нашите власти ја правдаат со европската иднина и наводната поддршка од официјална Софија на патот кон ЕУ. Сепак убавите зборови од нашите редовно ги демантираат нивните бугарски колеги, во прв ред бугарскиот председател Румен Радев. Додека Ковачевски, Османи и Маричич се фалеа дека сме почнале преговори со ЕУ, студент уш ни испрати токму Радев. В момента мога да кажа, че ние сме в състояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка, до последния момент, преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в Конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Кога Македонија е во прашање, вето изгледа омилениот збор на бугарските политичари, па блокадата за Македонија беше главна тема за Радев и минатото лето кога партиите во Бугарија се обидуваат да состават владина коалиција. Докато партиите търсят формирането на управленско мнозинство, кабинетът трябва да осигури социалните плащания и подкрепата за бизнеса, да отстои ветото за Република Северна Македония в съответствие с рамката, приета на Консултативния съвет за национална сигурност, и да осигури функционирането на държавата. Додека од источниот сосед секојдневно стигнуваат провокации дека сме биле еден народ, односно сите бугари, како и дека не постоел македонски јазик, Радев ни порача дека патот кон ЕУ ни одел баш преку Бугарија. Најважно е Бугарија како таква одговорна членка да не дозволи да се внесат многу проблеми во Унијата. Европскиот пат на Македонија е преку Софија и тоа е патот за решавање на сите проблеми. Не само политичарите дека трновит ќе ни биде европскиот пат, ни порачуваат и бугарските медиуми. БГНС во својата последна анализа пак не нагласува тоа што го кријат македонските власти, дека впишувањето на бугарите во уставот ќе ни била најлесната задача за членство во ЕУ, но после тоа следувале уште работи кои Македонија ќе мора да ги исполни, исто што претходно ни кажа и Радев. Францускиот предлог за Македонија е чекор во вистинската насока, но се уште има прашање што треба да се разјаснат. Со францускиот предлог, кој сите бугарски политичари го прифатија покрај внесувањето на бугарите во уставот, добивме и други задолженија, а едно од најпроблематичните е што историјата стана дел од преговарачката рамка, па ќе мораме по бугарски вкус да ревидираме историски факти, ако сакаме напред кон ЕУ.